Шар планина е една од највисоките планини на Балканот. Сопственичка е на 77 врвови со надморска височина над 2000 метри. 134 извори со минерална и термална вода, 39 езера, од кои 25 постојани, а 14 привремени. Водопади, потенцијал за многу скијачки патеки. Годинава Шара зад себе остави зимска туристичка сезона, која беше привилегија за малкумина. Методи Чилиманов години наназад организира скијање на неа пред се за странските туристи. Се повеќе и повеќе е атрактивна за странски туристи, доаѓаат пред се поради тоа што ние самите си ги рекламираме нашите понуди за специфичните начини, типови на туризам кои што ги работиме, кои што се слободно скијање, со ратраци, ски туринг, велосипедизам, планинарење, кампување во планина и така натаму. Посетата на Шара од домашни авантуристи веќе 3 години е оставена на иницијативите како оваа на Садик Абдурахими, кој сака пред сите товчани да ги врати на планината. Се потрудиме да не ни биде слободен викенд, да се нафатиме и да излеземе во планина. Точаци, после во зима со скијање, но и хајкинг, значи движење во планина, тоа веќе не е првото нешто. Нејзините раскошни убавини ги доживуваат и вештите планинари. Секоја точка на планинарите, на гостите, на туристите кои доаѓаат на Шар планина има милена. Зошто? Затоа што после секој брднеце, после секој гребенче, после секој нов момент на искачување на одреден дел од Шара, се добива нов пејзаж. Но здивот не го одзема само прекрасната природа. Производството на органска храна, а посебно млечните производи се магнет за посетителите. Насар Джемаили има 5000 овци и произведува се од млеко. Почнавме за тоа што видовме дека се бара нешто од вакви продукти. Произведуваме сирење, произведуваме кисело млеко, биено сирење, кромпир. Иницијативите на овие луѓе ја прават Шар планина допирлива, во време кога инвестициите во туризмот тука се застанати. Раздвиженоста на викенд на селбата и на персоналот на хотелот Скардус потсетува дека Попова шапка е ски центар. Хашим Хасани е собственик на овој хотел со 4 звездички и спа центар. Потекнува од селото Гајре на Шара и по 17 години работа во Германија и се враќа на планината со големи амбиции. Но се соочил со недостиг на инфраструктура. Инфраструктурата ни фали, тоа е најлошото што го имаме овде. 300 метри пат имамо што секој турист што доаѓа ми кажа како е можно да го оставите 300 метри. Значи, затоа и ние мислимо сами тоа да го направиме. Ние сами го направивме осветлувањето. Според професорката на Тетовскиот државен универзитет, Арта Кадрију, недостигот од соодветна инфраструктура и одговорноста кај човечкиот фактор се меѓу главните причини за слабиот развој на туризмот на Шара. Ако правиме споредба или анализа со минатото и да кажеме пред 70 години или повеќе, немаме доволна развиена инфраструктура. Попова шапка, која е дел од Шар планина, пред некое време било во да кажеме топ европските туристички центри во исто ниво. А сега не можеме тоа да го кажеме поради тоа што веќе се видливи, значи недостатоците. Но тоа не е единствениот проблем за развој на туризмот. Сметот кој што го има, обично не го има длабоко во планината, туку го има на оние излетнички места во населените места. Значи тоа е првата работа која што сметаат голите сечи кои што може да се сретнат по пат и сметаат дивите патишта кои што се отворени на места каде што имало планинарски патеки. Од Агенцијата за поддршка и промоција на туризам велат дека работат на промоција на Шара. Последниот 2-годишен период се одвива онлайн промоција во голем број светски познати списанија, интернет портали, социјални медиуми и алатки кои се користат од се поголем број на инфлуенсери во туристичката индустрија. Шар планина и незините можности како дестинација за 4 сезони се промовира во секоја кампања од страна на агенцијата, од слободно скијање, планинарски пешачки патеки, природни убавини, вели директорот Љупчо Јаневски. Но според туроператорите, велат дека сами наоѓаат различни начини да ги донесат туристите на Шара. Странските туристи доаѓаат поради нашата понуда која што е излезена
преку дигитален маркетинг, како и со нашите партнери со кои што работиме. Најчесто поменуваме едни инфотури со самите агенции, они праќаат или некој од менаџментот или нивни водичи, за да не видат, да го видат локацијата, да видат нашата спремност, кои се нашите безбедносни процедури, не запознаваат и најчесто решаваат да работат со нас. Тие во понудата го имаат само хотелот Скардус, како единствено место за сместување според светски стандарди. Другите хотели не се во добра кондиција, ни потврдуваат и од Агенцијата за туризам. А за останатите сместувачки капацитети на Шапка не постои ниту регистар, така што никој нема увид што се нуди како преноќувалиште во овој зимски центар. Туристичките потенцијали на Шарпланина, базирани на природните ресурси и културно-историските наследства, се огромни. Таа е мека за развој на различни форми на туризам. Најглавен е зимскиот туризам, како што е во зимскиот центар, туристичкиот центар во Попова Шапка. Други имаме, значи, планински туризам, екотуризмот, риболовниот и ловниот туризам. Овие се најновите форми кои задно време, да кажам, последните години се како нови алтернативни форми за развој на туризмот. Ентузијастите кои ги представивме интуитивно влегуваат во туристичката индустрија со големи визии за Шара. Една мала зоолошка градина да направиме, пошто имамо разни животни овде што растат, па да ги донесемо. А исто и како реков, агротуризмот и агропроизводството. Организираме коњи со санка за зимно време и тоа е нешто многу интересно. Нашата шанса во моментов беше поради тоа што ски центарот не е развиен. Нивните визии може да се развијат и добијат сјај со прогласување на Шарпланина за национален парк. Национален парк за нас, угостителите на Шарпланина, е еден голем предизвик и треба, какво и квалитетно и квантитетно треба ние да се развиеме. Ќе имаме и повише туристи, ќе можеме повише да работиме, да го продадеме и нашето производство убачило. Предпочитаат кога ќе знаат дека доаѓаат во заштитено подрачје, бидејќи и очекувањата нивни се поголеми дека ќе искусат на вистина една дива природа, специфична за регионот. Иако Шарпланина ги има своите убавини, но со тоа добиваме име и бренд кој што ќе се продаде надвор за да може да дојдат поголем број на гости. И додека го чекаме прогласувањето на Шарпланина за национален парк, останува да се приклучиме на едно од турите на Садик, кој што меѓу многуте патеки за нас ја избра Лешница како можност за незаборавни доживувања. Го препорачувам Лешница заради тоа е убавината на срцето на Шарпланина, слободно може да кажеме. Истото може да се помине со точаци, со хајкинг, скиинг исто така пробавме неколку пати да се движеме до таму, да спиеме со шатори во зимски услови. Исто така имаме и многу големи високи водопади, значи што ги викамо ние кадите од Лешница, и после исто така ги имаме и дивниот свет што го има ова планина, зашто е затворена планина, и исто така да се пушти со бајкови од Попова Шапка.